Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојде во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Проблемите во град Скопје наместо да се решаваат како што би требало да се очекува, очигледно не само дека се комплицираат, туку и се прошируваат, и тоа се прошируваат на директна конфронтација, односно оној триаголник, од една страна опозицијската ВМРО ДПМН, од другата владата или владеачкото мнозинство, а помеѓу лично самата градоначалничка Данела Арсовска. Токму како резултат на тие политички кавги го имавме и она што денеска се случи, блокирање на ребалансот на буџетот на град Скопје од страна на советниците на ВМРО ДПМН. Веќе што самото по себе, еве, во зависност од тоа колку ќе трае, ќе се одрази дополнително и веќе се одразува на град Скопје. Веќе по најмалку трет пат се чувствуваат проблемите околу јавниот градски превоз, по оној штрајк на ЈСП, имавме на еден приватен превозник, денеска имаме на други, тоа втор ден. А всушност состојбата помеѓу односите помеѓу Арсовска и ВМРО ДПМН е веќе некое време и тоа како јасна. Ајде да не кажеме дека е војна, туку секако дека е прекината, најблаго кажано, соработката, но од друга страна пак имаме ситуација во која може па и слободно се каже дека и владата и се закани на Арсовска со одземање на ингеренциите на градоначалничката, затоа што, како што и тоа токму премиерот Ковачевски кажа, била кочничар на проектите. Еве го цитирам Ковачевски, вели: од мостот за ловење риби на булеварот Асном, преку универзалната сала, па се до изградбата на пречистителната станица на Скопје, скопјани слушаа ветување и препукувања, ама никако да ја видат реализацијата на проекти во нивниот град. Ова се само дел од проектите кои подзаглавија и тоа поприлично време во градот, и тоа само во изминатава година. Арсовска пак возвраќа на заканите од власта, вели кој ќе му ги одземе ингеренциите за изградба на автопатот кон Крива Паланка, кој ќе му ги одземе ингеренциите за неспроведувањето на антикризни мерки, кои требаше ги превенираат ценовните шокови во Македонија. Значи и тука имаме еден сериозен конфликт, при што ни е Скопје блокирано, и тоа не само како главен град и не само со заглавен градски јавен сообраќај, туку што блокадата на градот, а тоа впрочем и Арсовска го изјави, иако е јасно дека кога не функционираат, односно директно двете политички партии и самата Арсовска се во сериозен конфликт, дека не само дека градот или јавниот сообраќај во градот не функционира, туку дека нема да можат да се реализираат и многу од најавените проекти. Арсовска во студио 10 на телевизија 24 изјави дека голем број луѓе работеле во Германија, тука земале плата и дека тоа е прекинато, затоа се создал и толкав отпор, дека ниту еден ден не се појавиле на работа, дека не сака да навлегува во политички игри и така натаму. И всушност доаѓаме до тоа дека и таа го сака најдоброто за Скопје, но не може да го реализира, и сите оние ветувања околу модернизацијата на градскиот превоз јавен во Скопје, но и многу други проекти кои се во застој подолго време. И од друга страна, од страна на СДСМ, кои велат директно дека ВМРО ДПМН бараат гласови од скопјани за Арсовска и направија катастрофа, па премиерот Кобачевски најавува можност да се разгледување на можноста да се преземе реализирањето на останатите големи проекти почнати од град Скопје, а од друга страна пак ВМРО ДПМН бара предвремени парламентарни избори за да го преземе Скопје од нивниот кандидат Данела Арсовска, за кој потенцираат дека била независна, многу поддржале, а сега не се задоволни, а затоа пак ќе решат реализацијата на голем број проекти. Во суштина, значи, имаме тоа дека сите три страни,
вклучително и самата градоначалничка Арсовска, сакаат најдобро да направат за градот и како што би одела она позната премногу бабици, килаво дете, еве тука имаме изгледа премногу добри желби од сите, ама премалку фотели за сите да седнат на тие фотели и еве да ни направат рај од град Скопје. Преку реализацијата на сите тие проекти и многу други кои се ненајавени, затоа што секој гледате со бескрајно многу идеи, па се до реализација на, односно одблокирување на оние секојдневни застанати со, да речеме, раскопаните улици, нефункционирањето на јавниот превоз и така натаму и воопшто, значи, блокираноста на главен град, што може да биде и поука и пример за функционирањето или нефункционирањето на државата. Се чини се изгледа дека сите бараат, односно сакаат со најдобри желби да направат толку многу, ама еве од толку премногу желби никако да се договорат кој тоа да го направи. Што мислите вие околу тоа? Ете, тоа е денешната тема. Арсовска, партиските кавги, таа помеѓу со исто така кавги, значи секој со своето, а Скопје заглавено во широка смисла. Значи не само конкретна околу јавниот превоз. И темата исто така во широка смисла, значи на ниво на државата може да се коментира со оглед на тоа што се директно инволвирани еве и опозицијската најголема партија, но и владата. И тоа сите со најдобри желби. Добар ден за првиот гледач. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, Акос. Да, вие сте, повелете. Благодарам. Па вака, ќе кажа своето размислување. Ја ми се чини дека прво овдека постои брак од интерес, не постои брак од љубов. Тие во времето кога се гласаше, значи представник од граѓаните да биде од интерес, не постои брак. Да, ве слушам, да. Да. Значи, шум се работи за брак од интерес, додека, значи, еден ден во непосредна близина ќе пукне тиквата и како што пукна, така да дојде и до недоразбирање, а овдека ми се чини дека има една друга причина, што она изгледа не е спремна да раководи со вакво тело. Изгледа таа не ги оценува тежината, значи со она што го работела претходно во својот приватен бизнис. Овдека, да речеме, она го откажа трамвајна тркала, што беше од голема значење за државата, посебно за градот Скопје. Потоа го стопира изградбата на универзалната сала. Значи, потоа, да речеме, со ова преместување на директорите, колку биле замешани со прстињата во медот, тоа треба да докаже јавното обвинителство. Значи, така да има многу работи кои што, значи, не можеле да ги поклопат. Од една страна, можда она сака да не се краде, да не се троши оно што не е на останатите, меѓутоа од друга страна не е свесна дека во тој брак од интерес, значи, представниците на ВМРО ДПМН тие ја изгласа. И секако они си го бараат својот дел и сакат они да раководат со владењето на градот, не да биде Арсовска. Арсовска само е една марионета која што мислеја ќе им служи на ВМРО и они како што сакаат, па дури оние 136 милиони ќе ги префрлат. Ви благодарам, ве поздравувам. Еве, драго ми е што добро ги знаете нашите телефонски броеви кои јас пропуштив да ги кажам. Еве, сега за оние кои можеби имаат таа дилема, 6091 924 925 и ги имате на вашите екрани, ако се двоумите или еве не сте ги знаеле, еве сега ги знаете, па повелете да се слушнеме и да разговараме на оваа тема. Кој ни се јавува на Да, добар ден. Повелете, добар ден, да. Поздрав до телевизија, до телевизија 4. Благодарам, ве поздравувам и јас. Ова тема што ја поставите е интересна, е многу тешка тема, затоа што моментално град Скопје е блокиран од сите страни. Еве и буџетот, ребалансот го блокира. Прво, колку е Арсовска крива, толку и ВМРО ДПМН крив. Прво, нека разбери господинот Христијан Мицковски, до кога ќе ја блокира Македонија? До кога ќе ги прави овие смешни негови интереси? Срамота е ова. Прво и основно. Универзалната сала, пари се обезбедени. Мостот, овде кај живееме ние во Наснов, према Газивава, обезбедени. Мостот за
злокуќани обезбедени. Парите од ЕБР обезбедени за трамвајот на Тркала. Ја не знам што уште луѓево сакаат за да можат се уште блокади да прават во Република Северна Македонија. Срамота е ова за еден човек од висока интелектуална способност да ја мрази својата држава. Ова што го прави со Данела Арсовска, тоа е чиста реваншизам на незе. Јас не гласав. Тој ја даде на глас. Тој ги повика Скопјани да гласат. Еве што му даде на Скопјани господинот Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН. На некој начин да го блокира градот од сите позиции, од автобуси, од вода, од струја, од све. Ја зато срамота е ова партија подобро да го заборави името што го носи ДПМН и ВМРО, затоа што срамно е на 800 и кузуриљади жители град на ваков начин да му се светат. Еве го сега блокирање на ребалансот на буџетот, пропаст на градско собрание. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас ви поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Ало, Повелете, добар ден. почитувам водител. Повелете, Просветен. Добар ден, Дино од Скопје. Аха, поздрав до вас. Па, јас вака ви започнал. Ограничените размислување се преточуваат во примитивизам, а после тоа со глупоштини и насилие. И сега искрено ќе ви кажам, јас сам себе си како на Диме му замерам што се вклопив во ние агитирања за лисицата, за Арсовска, не, сосема случајно ми дешо. Ја од секојаш сум кажал дека она за мене не е лисица, него е лисица и еве се докажува. Зошто го велам ова? Го прифатив она што бе влечен за нос. Разбирате? Со моето ограничено размислување, што сторив со тоа? Што сторив лично за мене, за градот и целото општество? Еве што сторив со мојот глас. Се доведовме во ова време на тешко живење до таков примитивизам, веќе преоѓа во цинизам и сега не знаеш кој каде е. Нели беше кажано, ќе стоиме позади незе. Што направите? Што направите, бе, бруки живи, бе? Абе, пред и да стоите и позади незе, и пред незе, и пред било кого, вие сте злото на Македонија, бе. И пак ќе кажам, додека постои вакво ДПМН, ние во нашава сакана татковина нити ќе имаме почит еден према друг, нити ќе има љубов еден према друг и завршницата додека они постојат ќе не биде никаква. Еве уште еден доказ. Не го кажам ово од некој не знам какви поводи, нека како човек да ме благодарам пријатно. Ви благодарам и јас ви поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, повелете, ве слушам. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Вака. Јас многу пати што имам кажано и ги слушам луѓево, во просек 80% се јавуваме истите луѓе. Ги поздравувам сите со своето мислење. Секој има свое мислење и тоа е факт. Меѓутоа, 1000 пати имам кажано дека ВМРО и СДС ја продава Македонија на трети партии. Зошто овој македонски народ еднаш не се свести? Ич не ме интересира Мицкоски, ич Заев, ич Ковачевски. Не ме интересира. Ме интересира каде се двете националности да се јават. И гледајте, што имам приметено. Никогаш нема да се јават други националности да кажат нешто позитивно, негативно, не е битно. Само македонскиот народ си ги вадиме очите. Тоа е проклество. Проклество. Едеш кажав дека за македонците е крив Хитлер и Тито. Кој ќе разбери, разбери. И сега се зачитувам. Мицкоски, Даниела Арсовска не била, па што да ви направи кога и сите други што се општини, како ги наречам, градоначалници, ако се од СДС, се уба или цветат или од ВМРО. Не бе луѓе.
ние се комнати да се иземе собствената зигерица. Друго ништо. Ми е срам што живеам во ова држава. Зарем уште овие што се јавуваме не гледаме кој ни ја води државата. Зарем не гледаме кој ќе немаме албанска опозиција. Влегува и таа. Па дајте ВМРО и СДС, тргнете се од власта и пуштете ги луѓето да работат. Толку имам. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Се чини дека, и барем вака изгледа, ќе разговараме секако, ќе кажете што мислите, дека особено во овој случај се гледа и тоа како повеќе слојната спротивставеност помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Имено, од една страна ја имаме изјавата на премиерот Ковачевски, кој вели, цитирам, работам со владиниот тим за да се согледаат можностите да превземеме дел од проектите во град Скопје и да ги направиме заради скопјани, а не заради политика. Значи, владата ја разгледува можноста да го преземе и реализирањето на останатите проекти почнати од град Скопје. Прво ете, дали тоа би било во ред, дали тоа треба да го прави владата, или ја обврска на градоначалникот и што со него, ако не направил да одговара, односно да објасни зашто не направил, па да направи. Или да се најде некој друг што ќе прави. Значи имаме една иницијатива која некако излегува од, барем на прв поглед, од она што треба да го прави секој своето, град Скопје или општина, локална самоуправа. Иницијатива токму од премиерот, владата да преземе реализирање на проектите, големите започнати, некои од нив, и од друга страна, затоа велам таа повеќе слојна поделба. Веднаш од ВМРО ДПМН, освен тоа што бараат предвремени избори затоа што велат да добиеле, ќе победеле, па ќе ставеле тие свој кандидат, кој ќе ги решел работите, му возвраќаат на СДСМ дека со оваа најава да ја разгледат можноста за преземање проекти, СДСМ сака да и ги одземе ингеренциите на Арсовска за преку своји фирми да ги зема парите од проектите. И тука имаме, гледате, бескрајна спирала на меѓусебни обвинувања. Секој кој што сака да направи, другиот му го тоа припишува како обид или од мотиви за манипулација, за перење пари, за корупција, за и така натаму, еден на другите. А што правиме, значи, со фактот дека всушност ете ова Скопје заглавено или град Скопје заглавен и како локална самоуправа и воопшто како самиот град. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Ве поздравам, повелете, да. До вас и до вашата емисија, до сите гледачи во Дачите си ужива, особено до вас највеќе. Благодарам. Браво, главника вие, значи немам збор за вас. Господ здраве да ви даде. Фала ви да ви е исто и така. Сега вака, за Даниела ќе збориме Арсовска. Вика Даниела Арсовска блокирано се. Значи да се сите како Даниела Арсовска. Да беа до сега сите што беа премиери во Република Македонија, да беа како Арсовска, Даниела Арсовска. Па Македонија ќе беше, како да кажем, не Париж, не Швајцарија, Македонија ќе беше, значи, најпрва земја у светот. Па Даниела Арсовска како прво не сака да земе ништо мито. Не знае да краде, за тоа нив име мака име сега. Јас од Даниела Арсовска не се знам многу, ама лично вако низлија се мислам након навидување само се знам. Жената, значи, сака да си иде како се треба по прав пат. А не да е гонат, тоа да си го поде судови. Значи, како не ме страм, овој Ковачевски вика, он да преземе мерки за во Скопје. Он нека преземе мерки за во Република Македонија, за автопатите што се лом направени, што нигде нема ние добра автопат. Един автопат што е Милодинович и Штипи, Демир Капи и Смоквица, другото се мотор ќе ти спане, са се ќе ти се растури. Автопатите се исти како по дрма да вози човек. Како нема срам па на Ковачевски да се јавува? Преска господин он извика, каже дека за мостот што е кај Керемидница. Кај тој мост таму ќе направи сет куќи? Тој слево треба да одговара за тој мост. Пошто јас работам во институција, ги знам многу добро работите. И јас за Даниела Арсовска да ти кажам најскрено, би сум гласал доживотно и моја фамилија сите. Значи, ама сите да се како иса го Даниела Арсовска. Јас не бор за Даниела Арсовска. Друго, абе како Ковачевски, како Мичковски, тоа е светие, значи тие да функционира Ковачевски само за тендери за крадење или па Мичковски. Кака Мичко, какав Ковачевски, какав тој е се у еден вагон и у Вардар или па у некој океан. Друго е исто.
Само ти, браво, господја Денеларсовска, само напред. Благодарам за Пријатно, јавувањето. господин. Ве поздравувам и јас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, почитувани. Поздрав, почит до вас. Повелете. Па, слушајќи ги дискутантите, јас се мислам да ја поправиме состојбата и во град Скопје и во државата, да формираме едно граѓанско здружение најпаметни непартиски сили. Аха. Тие се во најголемо мнозинство. Сега, пошто тие се најпаметни непартиски сили, баш ме интересира колку граѓани ќе се соберат. Дали 5 мина, 6 мина, 10 мина. Или од толку што се едни за анархија, други за диктатура, трети ќе воскреснат нешто што не се воскреснува. И од толку што не можат да се договорат, на крај нема ништо да испадне. Значи, демократијата подразбира слобода на избор. Значи, одиш на избори и избираш. Токму тоа е суштината на слободата. Сега, идеме на следната фаза, на одговорност. Кој располага со повеќе, тој е повеќе одговорен. Кој располага со повеќе средства во држава? Град Скопје или владата? Кој кого тука кочи? Или поточно да прашам, кој кого подкупува? Или кој кого саботира? Затоа што имавме една ситуација на подкуп на пратеници, на затварање на пратеници, на киднапирање за пратеници. Меѓутоа, јас како припадник на најпаметните непартиски сили, мислам дека сите се исти. И јас сум ист со тие истите за кои се сите исти. Она Инвер Хоџа што го викаше, па од чистачка до председател на држава, сите иста плата зема. За таква политика јас се залагам. И која е суштината на таа непартиска најпаметна сила? Сите се исти. Да не дојде до промена на општеството, да ги извалкате и квалитетните, да ги извалкате и честните, да нема промена во власта, односно да остане оваа власт. Многу просто и едноставно. Така да ние сме најмоćната сила во државата, најпаметните непартиски сили. Благодарам, почитувани. Ми благодарам, ве поздравувам. Неодамна го имавме штрајкот на ЈСП, прв пат во историјата не само на државата, туку и од како постои ЈСП, ова градско предпријатие, а постои и од пред Македонија, како независна суверена, тоа мислам Македонија како идентитет нешто сосема друго. И тогаш имавме, се сеќавате, ЈСП бараше од владата да и префрли пари, кои, според ЈСП владата ги должи, за да им ги исплати платите. Владата пак префрлаше дека тие не се одговорни за евентуалното недомакинско работење на град Скопје, немаат ништо од тоа. Вработените во ЈСП пак велеа не бараме ништо од владата, туку од Арсовска, затоа што оснивач на ЈСП е град Скопје, а не владата. Тоа што има град Скопје со владата, нека си го решат тие, кој кому должи, а град Скопје нам нека ни ги даде парите. А сега имаме ситуација владата да ја разгледува можноста да го преземе реализирањето на останатите големи проекти почнати од град Скопје и со самото тоа во ингеренција на град Скопје. Па интересно и ова, на кој начин би се презеле? Дали да го преземе владата град Скопје? Односно, пред се мислам на финансискиот дел, а кој очигледно е празен и блокиран, особено и со оваа блокада денеска на ребалансот на буџетот. Или да преземе како, да финансира. Така да, тука најотворено, без иронија и така, натаму, може би релативно аматерски, но некако на прв поглед не ги разбирам работите, како тоа да преземе. Затоа и го спомнав ова, малку пообширно, но токму тоа. Град Скопје е оснивач на ЈСП, не е владата, и така беа барањата. Значи, имаме поставена не само субординација, туку точно се знае во правно како се поставени работите, па како тоа сега да се преземе. И со ова со БЕГ приватен беше, се одзеде лиценцата, па државата го презема, но како да се земе владата да преземе локална самоуправа? И во која смисла би тоа било? При тоа се најавува можноста да се разгледа можноста за одредени проекти, овие кои стојат, што е секако и тоа како битно да се заврши. Само универзална сала која подобро да не се почнеше, затоа што сега е во многу полоша состојба, барем така изгледа од надвор.
Може би е подобра ако се засилени темелите и така натаму, но е далеко од завршена. Добар ден за следниот гледач. Ние имаме уште. Повелете, да, добар ден. Поздрав од село на Живо. Благодарам, повелете, да. Поздрав од телевизија 24, поздрав до најдобриот водител Благодарам. во Македонија Ви благодарам, и повелете. за сите гледачи на ваша и наша телевизија. Така. А ве видите што е овде, знаете што е, мене ми мириса дека све ова почине од владата. Владата направи оваа ѓурусија во град Скопје. Никој друг. Они се умеша, они се криминално, нешто немогуќе, нема во свет таква нешто. И они го направија. Ја не знам овие луѓе што бранат, работи, што работат, ништо не работат. Ова направија сад циркус во Скопје. Значи што е циркус? Ова може нешто имаше сирота, некој визии да направи за стори и таа се умеша со то тендерчето од турско што викаат нешто. Има нешто. Знаете што викаат старите? Ако травата мрда, или има нешто, некој во травата оди или ветер дува. Значи има нешто, овде не е без ништо. И зато викам, само не прават нас сите ови се вуеме, ние некој брани, ова некој, што ќе брани, бе? Ова нешто не е забранено ништо, бе. Ова све треба, да ви кажам право, немаме затвори, да ги затворат. Ова све е за затворен, без да разлика дали ВМРО лезе. Све се криминал до криминал, ајдук до ајдук. И сега не ги барам, и сега го блокира. Како може и таа градоначалничка да му заклучи канцеларија на председател на собрание, треба да подпише председателот на портирницата дека води ке председателот. Дали кај го има тоа вака? Самите логички размислите. Иде влегуваш ти на портирница, председател на собранието на град Скопје, да подпишеш дека одиш ке председателот. Срамот. Значи ова го поттигна се овие криминалци од владата и сега сакат да преземат градот, све да преземат. Срамота е. Срамот, тешко е на народ да ти... Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, дали имаме некого на линија? Повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавадар. Поздрав, господин Василев, повелете. Така сега, ја неколку збора од неутрална страна. Не сум Скопјанец, Кавадарчанец. Апсолутно, и темата не е само, иако... Не е само за Скопје. Не се однесува, да, иако во моментот... цела држава, тука е така. Так. Видите, после Скопје го водеа партиски луѓе, партиски градоначалници кои што избрани беа кандидирани и избрани од нивната партија. И тие партиски градоначалници дозволува нивните партии да се мешат во работата на градоначалникот, па дури се одеше до тому да од градската каса се правија проневери да се префрлат парите и во партијските каси. Сега ова градоначалничка малку застана, ја би рекол, на подрави нози. Ние знам, ние познаваме, ali гледам жената како сака да работи. Не сака да и се меше ВМРО во работата, бидејќи ВМРО ја поддржа. Сака да направи некој ред и поредок во град Скопје. Не сака да знае каде оде секој динар и секој евро. Не сака да одат во неповрат даночно врзачи ги плаќаат Скопје, па и државата, и оние пари што доаѓаат отстрани. Се сака да се знае каде оде, зошто оди, како оди. Жената оде до тие степен да ја окривува, не дава 250.000 евра на Вардар да помогне. Многу добро каже. Вардар нека се врати под капата на градот, че има се и сешто, че има и победи, че има и прва лига и че се радува, не само Скопје, се радува сите на Вардар и понатаму се радувам. Јас сум секој со страна на спортисти, бидејќи сам не сум бил долги години спортист. Потоа за одземење ингеренците на универзална сала. Многу добро се Бајлева ја слушав, жената кажа, може Скопје да се грижи за исправките на универзална сала, али секој да си ја брка неговата работа. Не се мешат ниту власта, ниту опозицијата во работата на градот. Градот да се врши, да се прави, како што ја би го земал пример Кавадар. Така, благодарам за јавувањето, поздрав до вас, добар ден за следниот гледач. Здраво, другарче. Поздрав до вас, добре дојдовте, повелете. Добро најдов. Абе, другарче, има ли документација, ги гледам овие патриотиве, таму некои паразити испомнуваат нешто? Аха. Ами, имаат ли они некои пишани документи у себе, таму
што толку напаѓаат, да речеме, моментално оваа номенклатура на власт, се па со таа папирологија, па да притиснат врз јавниот обвинител, па да притиснат врз судиите, па кај се губеле парите, судиите да одлучат, да решат, значи да истражат работава, да обвинат некого, бидејќи вака лајање по телевизија не е интересно. Значи, настапува со сумско обвинување. Тој или таа фирма или со таа партија у тоа време толку и толку пари снемало по тие шифри таму како ги кажуваат и снемало пари за да се ја преземе работава. А не вака сега владата изиграва гасач на пожар, ама со мои твои пари. Да, па тоа велам, не ми е јасно, може би имаат некоја идеја и стратегија. Некој главен фрајер у држава, што е? Како така може он да расфрла пари тој? Утре треба да го гонат кривично за тоа што пипал парите, што давал на Арсовска и тие таму препуцавања. Но и тој што не сработил, ако не сработил заради одредени пропусти, така? Затоа, немој само да ми даваш пари тука, да даваш пари, а не истражуваш која утнала работата, кој јадел, пиел, а не плаќал. Значи, не може луѓено да се бунат он дека приватни не, Ленин таму и компанија, веќе ништо, значи некој им дужи пари. Так. Нема за лепи очи да работат, па ја не работам и ти не работиме за лепи. Да. Така, ви благодарам и во таа смисла Ленин Јовановски од приватните, односно од Слобода превоз, вели бараме средба лично со неа, со Арсовска се мисли. Значи, еве го она повторно, гледате таа релација, обврските, кој како има, затоа и постои распределба на обврските. Инаку еден би бил и нека стопанисува со се и со локална самоуправа и со се. Она што го кажам, значи градот Скопје е оснивач на ЈСП. Има владата се знае оснивач на кои фирми е и така натаму. И секој со своите ингеренции, затоа според тоа би требало да се знае кој што работи, односно не работи, ако сработел, како го сработел, ако не го сработил, зошто не го сработил и каде се средствата. Така да во таа смисла овие ингеренцијата, Ленин вели, Јовановски, бараме од Арсовска средба. А дали град Скопје има должничко-доверителски односи нерасчистени со владата, тоа терајте го. Ми се чини сличниот пристап, сличен, практично идентичен пристап како и со ЈСП. А во исто време пак ќе имаме блокадата на ребалансот на буџетот во град Скопје, за кој Арсовска вели дека е мала работа, но се блокира со амандмани, што е всушност што се случува прв пат во последните 30 години, да се стават амандмани, ниједна политичка партија не ставила. И ја имаме дефинитивно инволвираноста на политиката и на партиите. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве поздравувам, повелете. Не сме од Скопје, али имаме право да коментираме и за состојбата во Скопје како главен град на Македонија. Односно, Арсовска е лик од проблемите што и наметнуваат политичките партии СДСМ и ДПМН. Арсовска е ликот на македонската влада до сегашните владења на сите македонски политичари од самостојното до сега. Како што рекој самата градоначалничка, за 30 години никогаш не се случило да се стави блокада на собранието со амандмани од некоја политичка партија. Зошто? Затоа што повеќето политички партии биле од криминалните партии во Македонија, слободно кажувам, тоа ќе го кажувам, без оглед што сум ја попна удбар, затоа што сум од удбар со управа за државна безбедност и тоа сакам да го потврдам, да го посведочам и да се борам за тоа. Секоја чест, голема поддршка на градоначалничката Арсовска, од кога ги фати тие што расината во мезот, од тогаш тие не си сметаат. Меѓутоа, се гледа дека жената госпоѓата е во
во право, сака да изнеси некоја правда на виделина, се што се работело до сега во градот Скопје, а тоа е лик на цела Македонија, институциите како работа во Македонија, партиски вработувања, седење дома, земање плата, тендери, мендери, тие така натака, тоа е единствената сега политичка жена, како да кажемо политиката, која покажува некоја светлост за Македонија. Меѓутоа, додека се СДСМ и ДПМН и нивните поддржувачи, нивните навивачи кои поддржуваат на власт, односно додека Али Ахмети одредува кој ќе биде министар во македонската влада, дали ДПМН и СДСМ, дотоаш Македонија оди тони и протонува. На власт во Македонија не само криминалците што се сомничени, него се амнестирани злосторници, крвници, окрвавени рас. Тие тој ги става таквите министри. Министерство за царство нема лекови, министерство за... Така, истече времето. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете се, слушаме, да. Во програма сте. Поздрав и почит, господин Исо. Благодарам и почит до вас. По однос на град Скопје и проблемите во град Скопје во Република Македонија, никогаш Северна, некои луѓе заборавиле овдека од граѓански парламент наш, дека се родиле во Македонија, па заборавиле дека се родиле во Македонија, па зборат за некоја Северна. Ворска со град Скопје. Значи, градоначалничката Даниела Арсовска секој чест. Секој чест. Таа, да, беше поддржана од ВМРО ДПМН, меѓутоа, таа беше независен, као независна со поддршка од ВМРО ДПМН и сега, кога почна, требаше пари, тендери, така натака, еве ги од ВМРО ДПМН, почнува да ја прават сопки, затоа што ги фати, како што каже и претходниот гледач, со рачињата во медот. И сега проблемот е околу парите. Данела сака да работи честно, значи да нема тука никакви партиски влијани и така натака. Едноставно, кој заслужил, кој вреди, кој дава најдобра понуда, тој да добие тендер. А овие нормално со празни каси, со празни стомаци и сега тука битката град Скопје речиси цела Македонија. Огромна пара се слива во градска каса. Така да проблемот е парите. Им требаат пари. Па нема пари, господа ВМРО ДПМН. Нема. А вие сте во коалиција со СДС без М, видовте дека не успевате и сега се придружи премиерот, така наречен премиер од владата на Дуи, па вика дека ќе ги одземе ингеренциите на градоначалничката, па они ќе работеле владата. Па они што направија? Кој автопат направија? Еден до Охрид не го направија, до Крива Паланка. Што направи они? Чорчевци само некој тунел направија, ништо друго не направија. И овде се спомнува за криминал, за корупција, за се и се што затвори се спомнуваат. Не затвори, господа. За нив, Змијско острова, таму, да туцаат камен. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Му одговори во тој стил Арсовска на премиерот Ковачевски, градоначалничката Арсовска. Не е тоа камен и слично, што кажавте, туку предходно на што спомнавте. Со оглед на тоа што Ковачевски ја даде изјавата за можноста за разгледување на можноста за преземање на дел од проектите, токму тоа околу изградбата на автопатот кон Крива Паланка и така натаму, неспроведувањето на антикризни мерки и слично, кои ќе му ги одземе пак ингеренциите него. Значи, апсолутно класичен триаголник на спротивставености и противречности. Буквално. Сите можни комбинации, не знам, Арсовска визави, односно версус ВМРО ДПМН и СДСМ, СДСМ версус Арсовска, СДСМ версус ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН версус Арсовска версус СДСМ, сите имаше она, нели, рогови во вреќа и така натаму, како рогови во вреќа. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, ако имаме некого, повелете. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Добар ден, повелете. А сите со најдобри намери, сите велат знаат. И другиот, односно двајцата други се проблем и пречат. Повелете ако имаме некого. Затоа и мислам дека соодветствува премногу желби, добри желби, брз превоз, трамвајот наречен желба и така натаму, ама премалку места за да сите седнат и да ги реализираат. Добар ден, повелете ако имаме некого место за следниот. Ве слушам, повелете, да. Во програма сте, добар ден. Овој циркус, господин Исо, или хаосот, како сакате со градот, так,
е направен уште пред една година, кога ни тогаш на изборите, а нити сега не е јасно кој тамо со кого и зошто е. Хаосот го направивме ние граѓаните кои излеговме на гласање и гласавме така како што гласавме и изгласавме мачка во вреќа. На жал, еве и после една година ситуацијата е потполно иста, може би и полоша. Воопшто не е лесно и јасно кој овде треба да биде подржан. Зашто не се знае кој за што работи и кој чии интереси тера. Но затоа пак едно е јасно. Во градот ништо не се работи и мислам дека некои од проектите треба да му се одземат. Ова го овозможува и Законот за локална управа која што важи за градот Скопје, бидејќи тој е локална самоуправа, а има и и закони за градот Скопје и тој го овозможува и Законот за владата. Институциите, органите кои што не се во состојба да ги исполнуваат своите задачи, владата има право да им ги одземе тие ингеренции кои што им се доделени со закон. Значи, или нешто ќе треба да се преземи, или овој мандат градот Скопје на вистина сите, од овој мандат во градот Скопје сите ќе имаме загуба. И на вистина се уште ништо не е јасно зашто тамо се работи. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав, се слушаме. Видете, пред изборот за Даниела, јас зборував контра. Викам, оваа жена може само во народни приказни да работи, да ја гледаме на телевизија. После тоа се премислив, кога разбрав малце подлабоко за неја колку е способна, и се одлучив да гласам за неја. И не сум погрешил, не ќам да ја фалам, не ќам да ја критикувам. Само успат да направам една значи, реченица. мислите дека ниту таа не сгрешила, ако и вие не сте Нема сгрешено. Добро. Да направам за Мицковски што го спомнуваат. Мицковски не е на власт, што го спомнуваат. Тој може да критикува, да се бори, се да прави. Сега, Даниела, нема скала, пари за скала да купуваат од 1.800.000. 13 милиони продадо некоја зграда таму овона. Се мешаше владата во градското собрание, па шурува, па до тура пари, претура до градско ова сообраќајно предпријатие и зато немаше кушлук. Сега таа е остајна сама, со парите, со средствата раководит, она не произведуваат нешто па да продава, па да има пари. Што ќе има од даноците прилив во градско собрание, со нив располагам, а тие се малци. И зато сега овие турбуленци се уват и се умошуваат овие грабачите, лапачите од надвор, за да можат да грабат, да перат пари, да прават нешто. И сега Даниела не чини. Патете ја дали кради, патете некои сделки да направи на страна. Тогаш може да дискутираме. А она што кажа Рачето во медото, нас греши за таа реченица. Требаше да ги фати, па тогаш да зборува. Некој сакал да кради, ама не можел да укради, го спречиле. И тука треба да застани. И со време ми отиде да те поздравам, пријатно и убав ден. Ви благодарам, исто така и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Исо, добар ден. Поздрав, се слушаме, да, тука сме. И вие исто, да. Повелете. Па вака, градоначалник на град Скопје се рачуна ко трет човек на државата. Видовме ние градоначалници предходните, Коце Тријановски, Шилегов, беа партиски градоначалници, сите беа блиски до партијата, до лидерите на партијата. И градот видовме како иде Скопје. Па сега дојде редот, независна добивме градоначалничка, ама почна работите со многу кавги. Тоа што го спомињаат рачињата у бедот. Сега по мене, знаеш ли со мене кај ме боли стално, се слуша дека краделе, например, кој краделе, што краделе? Па суд има, па ова има, па која сума украле?
тука ми е. Знаеш, не само да се рече, крадел, тој, тука никој не одговара. Никој не одговара. Па сега, понатаму, вака сега, Арсовска е више тотално независна, се гледа. И од ВМРО, и од ДСДС. Сега ќе видиме дали Скопје ќе има среќа или нема да има среќа. Со градоначалничка. Оставена сама да работи и ќе видим. Последниот што го прати беше овој Трајко Славевски, што никој пат не го бивало за политика, нити нема да го биде. Со обрука. И сега ќе видиме. Ај, сама нека направи нешто за Скопје. Сама најубаво изгледа, без партије, јако што не ги сакам. Со среќа е пожелувам. Мислам и ние среќа граѓаните од Скопје ќе имаме. И со поздрав голем пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добро, Арсовска, колку е ребелите независна од политичките партии, може би не е партиски или не е во некои добри односи, далеку од добри со двете партии, власта, односно мнозинството и опозицијската ВМРО-ДПМН, но е зависна секако од нив. Тоа е таа недвосмислена спрега и влијание на партиите и на политиката. Практично во се, па така и во локалната самоуправа. Гледате, во правосудството секаде влијание има. Влијание во смисла самиот избор. Не одам повеќе, има или нема. Но и во таа смисла пак очигледно таа независност, таа зависност нејзина од партиите, ја потврдува и најавата на Ковачевски околу можноста за преиспитување, односно одземање на ингеренциите, затоа што била кочничар на проектите. Така да, тука е исто така битно прашањето, токму ако некој кочи, не ја врши работата, зошто? Следствено тоа би требало да одговара. И да се смени проблемот, да се поправи тоа што не чини и да си продолжи таа институција да работи. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, во програма сте, повелете. Благодарам. Сега премногу желби, јас би рекла и премногу фотељи. А има и мислите? градот е заглавен. Па ќе седнеа сите тогаш и заедно среќни и ќе ни го направеа животот рај. Да. Имаме повеќе партиски совет за тоа, така не може на сите да се даде од колачот. А сега на некого не му е драго што се спомнува Мицковски. А Мицковски го има мнозинството во Советот на градот Скопје. Нели Советот не го изгласа буџетот? Зошто да не го обвинуваме? Што направил Мицковски? Како што направил, па Скопје 2014 каде е сега? Што е направено? Се гледа. Палмите се гледаат, плажите на Вардар се гледаат. Како да не го спомнуваме Мицковски, некого го засега. А само другиве да ги спомнуваме. Па што правеле другите, тоа правели овие од Мицковски, еви ден денеска прават. Само Даниела Арсовска не знам дали живее на Марс или живее во Скопје. Па таа знаеше, беше во високите кругови на политиката цел живот. Таа знаеше какви се во ВМРО, какви се во СДСМ. И се напати на орото. Сега не оди. Па не оди. Требаше порано да знае какви политички партии хараат во градот, така да се израза народно. Сега владата, овој рекол Ковачевски, па сите грандови што ги зима град Скопје, владата е гарант. Затоа Ковачевски го кажал тоа, а не град Скопје. И од друга страна, Даниела вика, салата не е дадена на владата да ја доправи, кога тоа го кажа Ристо Пенов, а не Ковачевски или Родомичалнич, Министерката за култура. Тие го кажаа тоа, дека тие ќе ја доградат. Министерството за локална и Министерството за култура. Тие рекоа, а таа денеска вика не е така. Исто како за градски сообраќај. Па таа знаеше дека градски сообраќај одамна е во колапс и сите јавни претпријатија се во колапс. Не само градски сообраќај. Сега ќе видиме кои континерите ќе ни стојат полни со ѓубре. Не само автобусите што не одат. Таму се е во колапс. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Кој е одговорен, виновен или заслужен, останува да биде предмет на разговори, на анализи, на дебати, но она што би требало и пред се да не интересира е дали и час поскоро ќе се расплетка овој очигледно со клучни две врвки врзан партиски, Гордијев Јазол.
И помеѓу него, не знам, обувката е, да речеме, градоначалничката, која ја врзуваат овие врвки и го прават тој Гордиев јазол, кој да се надеваме дека некако ќе се одврзе час поскоро и ќе почне да функционира се, макар по оној редослед и динамика која треба да функционира. А да се надеваме дека можеби ќе се надоместат изгубените месеци, па и година дена. Ние пак не ги изгубивме, напротив, одлично ги искористивме нашите 50 и некоја минута и ви благодарам за тоа. Само благодарение на вас и ги имавме овие и вакви разговори. Останете со Телевизија 24 и ве поздравувам. Довидување.